вечер, Делчево! Добро вечер, победници! Владко, би сакал нешто да те прашам. Пред 5 години некој да ти кажеше дека до Фиданчо ќе стоиш на иста бира, што ќе ми кажеше? Меѓутоа, Владко, и јас и ти знаеме кој е тој што не натера да седиме на иста бина. Тие таму што викаат од другата страна. А уште едно прашање, Владко, да те прашам, тие што викаат таму, од кога се Вамаровци, дали ги знаеме? Почитувани делчевчани, ова битка што ја водиме и што крај ќе биде на 24 е многу тешка. И во многу градови ќе биде тешко. И во многу градови тешко ќе се победува. Меѓутоа едно знам, Делчево нема да биде од тие. Делчево ќе биде многу лесно. Од Делчево ќе ја чекаме само разликата. Дали е 3, 4 или 5.000 гласа разлика. Затоа, Делчевчани, очекуваме енергијата која ја давате овде, да ја дадете на цела Источна Македонија, да ја дадете на цела Македонија и на тој начин сите заедно на 24 да прославиме една голема победа, без втор круг, само еден круг. Почитувани граѓани на Делчево, вие сте стари политичари. Не само вие 20 години, вие знаете дека уште во времето на стариот комунистички систем во Делчево имаше две партии и имаше гласање кога никогаш немало гласање во Југославија. Знаете за тие политички борби и токму затоа знаете дека на локалните избори не гласаме само за градоначалник, не гласаме само за листа на советници. На локалните избори гласаме за цела Македонија. Преку локалните избори го даваме гласот и за тоа што прави владата на Република Македонија. Дали сакаме да ја поддржиме или сакаме да ставиме стоп, да им кажеме доста е до тука. Сакаме прекин на таа политика. Затоа, почитувани граѓани на Делчево, ние на 24 меѓу другото, покрај за нашиот градоначалник, ќе гласаме и за нешто што се нарекува Глас за Македонија. Гласаме за една виртуелна Македонија и една реална Македонија. Една Македонија на спотовите која гледаме секоја вечер и една Македонија која вие живеете во секојдневниот живот. На таа Македонија, на спотовите, како што гледате секој ден, отвараат по една фабрика. Само што таа фабрика не е тука. Не само што не е во Делчево, таа не е ни во Берово, не е ни во Каменица, ни во Кочани, ни во Штип. Таа фабрика е таму негде, во спотовите. На тие спотови секој ден вработуваат од минимум 1000 па до 4-5 вработени. Само кај се тие вработени? Повторно не ги гледаме ни Делчево, ни Каменица, ни Берово, ни цела Источна Македонија. Во тие спотови гледаме секој ден субвенции за земјоделците, насмејани земјоделци кои радосно одат си земаат без проблем кредит, без проблем ги продаваат производите, ама повторно тие земјоделци не се тука. На тие спотови насекде гледаме млади и насмејани луѓе кои викаат вака затоа што се многу задоволни, ама и тие млади луѓе овде не се. Тие се на друго место. А која е другата реална слика на Македонија, почитувани мои делчевчани? Реалната слика, која не можеме да ја видиме на спотовите, е нешто друго. Во таа реална слика, според нивниот завод за статистика, со нивен директор, ги имаме следните податоци. 17 месеци поред, според таа реална Македонија,
паѓа индустријското производство на нашата држава. Не еден, не два. 17 месеци поред паѓа индустријското производство. 2012 година беше рекордна по странски инвестиции, ама по минимум инвестиции. 15 месеци поред се намалува бројот на вработените во индустријата. Според таа реална Македонија, според Светската здравствена организација, Македонија е на предпоследно место по здравствени услуги што здравствениот систем го нуди на едни граѓани во Европа. Според истата здравствена организација, Македонија е рекордер по број на починати новороденчиња. Рекордери сме по број на починати новороденчиња во Европа. Според извештајот за сиромаштија на Обединените нации, Македонија е во последните 3 држави по процент и степен на сиромаштија. Според просечна плата која се зема во Европа, Македонија е во последните 3 земји во Европа. Според информациите на Централниот регистар, во овој февруари имало 150.000 блокирани сметки на поединци и на фирми во Република Македонија. Ете, тоа е реалноста која нема на нивните спотови, почитувани мои делчевчани, и заради кои мораме да излеземе и да гласаме. Една мала споредба да направиме меѓу Македонија и нашите соседи од пред 6-7 години, да не зборуваме пред 10, што ќе видиме? Дали се сеќаваме ние сите малку за животниот стандард меѓу Делчево и соседен Благоевград? Заборавивме ли дека пред 10 години ние бевме тие кои бевме газдите, господата? Денес после 10 години тие доаѓаат и како да се сменија улогите на моќта на економски живот и стандард. Ајде да споредиме, со кој треба да се споредиме? Со Бугарија, со Албанија, со Косово, со Србија. Сите не претекнаа, сите покрај нас споменуваат како брзи возови, а ние одиме на слеп колосек. Затоа, почитувани граѓани, кога велам, на нивните спотови има млади и насмејани луѓе, тоа во реалноста не можеме да го видиме на Источна Македонија. Што е тоа што го гледаме во Источна Македонија? Тоа е она што го слушам во говорот на вашиот лидер на советниците, тоа истото го чув прегеска во Берово од говорникот, во Каменица претходно, и го слушам низ цела Источна Македонија. Масовно селење на македонските граѓани од Источна Македонија. Никогаш порано не памтиме толку брзо, толку радикално, толку енергично селење на младиот човек од Источна Македонија. Едноставно, Источна Македонија, како белата чума да не покосила, луѓето бегаат. Најблиската дестинација и за која треба да бидете срекни е Скопје. Сето друго се сели надвор од границите на оваа земја. Цела Источна Македонија го има истиот проблем. Една пустелија во која, ако се преброиме, ако ги видиме бројот на комшии колку останале, роднините, децата на роднините, ќе видиме дека нашите градови се полупусти веќе. Затоа, почитувани граѓани, ние на 24-ти, покрај на локалните избори, го даваме и нашето мислење. Дали оваа влада Македонија ја води во прав правец или не води, за жал, во погрешен правец. Затоа, почитувани делчевчани, ние од Сојузот на еднината ве повикуваме масовно на 24-ти да излеземе и на тој начин, со победата на локалните избори, само да кажеме дека Македонија сака во исто време и предвремени парламентарни избори. На 24-ти да ставиме стоп на ова економско пропаѓање на нашата држава, нова безперспективност во која не води оваа влада, и конечно сите ние на тој начин да го покажеме нашиот патриотизам. Патриотизмот денес, почитувани
граѓани, не е кој колку што ќе вика и ги се чука во градите дека е македонец. Тоа време помина пред 20 години. Некои луѓе го преспаа, па сега текна да бидат патриоти. Денес патриотизмот е да ги оставите луѓето да не се селат од Македонија. Денес патриотизмот е да изградите во Источна Македонија инфраструктура која ќе ги врзе економски луѓето овде. Денес патриотизмот е секоја мала фабрика ново што ќе се изгради. Денес патриотизмот е да дадеме економска перспектива за да не мораат луѓето да се селат за да бараат леп. Ете, тоа е денес патриотизмот. Затоа, почитувани граѓани, ние сме тука и сите заеднички да отидеме на победа. Да живее Македонија!